Водостопанската подружница Брегалница навреме ги започна подготовките за реализација на активностите за наводнување на земјоделските површини, што се опфатени со хидросистемот со кој таа стопанисува. Местните заедници ги доставиле барањата за количините вода што ќе им бидат потребни во нивните атари, што помогнало веднаш по завршувањето на жетвените активности да се сумираат добиените податоци и да се изготви предлог планот за наводнување. Документот е јавно објавен во просториите на подружницата во Кочани и во наредниот период земјоделците ќе можат да го разгледаат и да достават своји забелешки или дополнителни предлози. Даваме рок 7 до 8 дена сите земјоделци кои што сакат да дојдат да извршат увид во него, доколку имат забелешки на предлог планот, тогаш група на луѓе или преко местната заедница може да достават барање до нашата подружница и ние ќе пристапиме кон доработка на планот, дали ќе има измени, ќе остане како што е, тоа ќе биде одлука на АД Водостопанство на Република Македонија подружница Брегалница Кочани. Потоа ние предлог планот ќе го доставиме до нашите органи во Скопје во централата, ќе биде усвоен предлог планот и веќе ќе имаме конечен план за наводнување за 2017 година. Во однос на оваа наводнителна сезона нема поголеми измени во површините што ќе се наводнуваат до година. Слична ќе остане и застапеноста на земјоделските култури во атарите на општините од Брегалничкиот регион. Планот моментално е на 10.080 хектара, од кои што носечка култура во Кочанскиот регион пак ќе остане оризот со 5.100 хектара, во Штипскиот и Светениковскиот регион носечки култури ќе биде луцерката со 2.000 хектара, пченката со 1000 хектари, а останатото се други култури, разноградинарски, лојза и слично. Во моментот во акумулацијата Калиманци има 42 милиони метри кубни вода, што за овој временски период е солидна количина. За да може планот да се реализира во целост, ќе бидат потребни 110 милиони метри кубни вода, што до започнувањето на сезоната во месец април не би било проблем да се акумулираат преостанатите количини во акумулациите од хидросистемот Брегалница.